Почитувани гледачи, како што и најавивме на почетокот од ова издание на Вестите, гостин во студио, денешен мој гостин, сите добро ја знаеме, професорката Станковска. Професорке, добро дојдовте во Вестите на ВИС. Зборуваме за долгоочекуваниот концерт, Божикен концерт на гимназијата Јане Сандански. По 8 пат го организираме. Големо доживување пред се за учениците, но и струмичани веќе како и да навикнаа на истиот, па го очекуваат со нетрпение. Што оваа година ќе видиме? Оваа година веќе по 8 пат ќе се случи божичното издание на концертот на Средното општинско училиште Јане Сандански во соработка со Младински совет Струмица. Не беше планирано да биде традиционално, но еве 8 пат веќе мислам дека е добра традиција. Годинава ќе се случи една божитна евровизија на која што учениците од Средното општинско училиште ќе представат изведби од евровизиски победници. И мислам дека струмичани ќе уживаат во овој настан. Така, вие сте постојано во гимназијата, но генерациите се менуваат. Веќе кажавме, традиција останува, сигурно учениците повеќе сакаат и да учествуваат, има и заинтересирани дечиња и талентирани, меѓу другото. Има, оваа година ќе има над 60 изведувачи, до 70 обично нас не е практиката, во која што ќе имаме хористи, солисти, инструменталисти од бендот и по втор пат веќе ги вклучуваме танчерската група од Средното општинско училиште Јане Сандански. Така. И не изостануваат талентираните, само мораме да ги мотивираме, да ги поттикнеме и мислам дека со добра координација на нас трите колега, како што сме јас, професорот Денис Кирчанов и професорката Полина Шикова, мислам дека ќе имаме убаво издание оваа година. Така, но божикниот концерт на учениците од Јане Сандански сепак има и хуманитарен карактер. Така е, ќе има хуманитарен карактер, бидејќи така и започната уште од првата година. Идејата беше да има хуман карактер. Средствата ќе бидат наменети за болни деца, кои што накнадо ќе бидат информирани, значи јавноста од страна на Младински совет Струмица, бидејќи тие ја координираат таа работа. И еве и оваа година беше планирано само еден концерт да имаме во 19 часот на 4 јануари, но бидејќи влезниците воопшто не ни излегува во продажба, предвремено се распродадоа, затоа веднаш по брза постапка одлучивме да имаме истата вечер уште еден концерт во 21 часот и ги повикувам сите граѓани кои што не успеа да си набават влезници. Значи тоа може да го сторат веќе од утре во просториите на Младински совет Струмица и на плоштадот каде што се наоѓаат дрвените куќички. Така, ви благодарам за учеството и посакувам успешен концерт и исто така и на учениците, иако не се овде денеска во студиото. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од Вестите на ВИС. Благодарам и на вас за поканата и за постојаната ваша информираност за нашите сите случувања на Средното општинско училиште Јане Сандански. Така, а ние почитувани гледачи продолжуваме со остатокот од Вестите.